Освен 3000 вработени во културата, плата за март немаат земено и стотици други работници низ повеќе државни институции. 280 лица во пазарниот инспекторат, 195 во трудов, околу 140 вработени во Министерството за економија, се уште се со празни трансакции. Според првиот човек на Сојузот на синдикати, листата на институции е долга. Вработените за жал во Министерството за економија и труд се уште неа добиле нивната плата. Вработените во државниот пазарен инспекторат, кој треба да ги спроведува мерките на владата и кој треба да ги контролира нефер трговските практики и нефер трговците, исто така, според моите сознанија, немаат добиено плата. Вработените во делот јавното обвинителство немаат добиено плата. Вработените во водостопанство, каде што имаше голем удар врз работниците да се зачленат само во друг синдикат, се уште ја немаат добиено својата плата и нема ниту изгледи кога ќе ја добијат нивната плата. И други низа институции кои, за жал, во јавниот сектор се уште ја немаат добиено платата. Ако не се лажам, сабајле добив информација дека дури и Државниот инспекторат за труд се уште нема исплатено плата на вработените. Причина за доцнењето на платите на културните работници е усогласување на пресметките со Министерството за финансии. Министерот Љутков во гостување на Сител рече дека зголемувањето ќе биде околу 6%, и тоа е согласно двата колективни договора. Денеска од СОНГ побараа средба со него. Неделков ги повика директорите да не ги прифаќаат новите решенија за пресметка на плата. Предложи зголемување на коефициентите на сложеност за 10%, а дополнително и за 0,7% преку заеднички анекс на колективниот договор. Очекувам да имаме разврска на проблемот, значи четврток и петок. Доколку немаме разврска, ние како синдикат ќе преземеме активности, мерки, советот ќе се состане. Не сакам да преюдицирам каква ќе биде одлуката, меѓутоа возможно е прво од достање на платата, второ од повторно се навраќам непочитување на закон и колективен договор, а тоа повикува на организирање на протестни штрајкови. Синдикатот на културата вчера излезе на протест. Оттаму денеска предупредија дека со новите насоки секој од вработените би бил финансиски оштетен за неколку проценти или представено поединечно во зависност од работното место, во износ од 1500 до 2000 денари. Критика стигна и од опозицијата. Ова не е грешка, да напоменеме, ова е последица на неспособност, ова е последица на расипничко трошење и целосно потврлање на Министерот за култура и владата на ДПМН. Од ВМРО ДПМН одговорија дека владата континуирано ги зголемува платите. Прво, припадниците на МВР добија зголемување на платите за 10%. Второ, вработените во основните и средните училишта добија зголемување на платите за 7%. Трето, во здравството се зголеми капитацискиот бод за матичните лекари и гинеколозите за речиси 40%, додека за стоматолозите околу 25%, стои меѓу другото во реакцијата на ВМРО ДПМН. Мартин Арсов, Сител телевизија.